Во време кога работодавците постојано алармираат за недостиг на работна сила, а стотици луѓе се без работа, програмата за социјално и работно менторство ја менува перспективата, отвара простор за многу луѓе, дава шанса и го открива скриениот пазар на трудот. Пред менторскиот процес можам да кажам дека се чувствував несигурна во себе, чувствував страв да донесувам некои важни одлуки, исто така се чувствував изгубено и без поддршка поради се што ми се случи во животот. Не можев да верувам дека можам да продолжам понатаму напред со животот и да изградам нов почеток. Меѓутоа, после менторството сето тоа се промени, изградив поголема самодоверба кај себе, почнав да ги учам своите вредности, почнав многу да работам на себе, почнав да донесувам одлуки без страв и почнав да се чувствувам поспокојно во секојдневниот живот. Научив да барам помош точно тогаш кога ми е потребна. Исто така научив да поставувам јасни граници на околината околу мене, што пред менторството тоа не го знаев. Научив доста работи, да ги препознавам своите граници, научив да се ценам, научив да се изразувам поотворено. Исто така истовремено се стекнав со вештини од графичкиот дизајн, нешто што ме исполнува, кое што претходно не сум можела сама да си го овозможам, меѓутоа тоа беше во склоп на менторскиот процес и денес ми донесува дополнителен приход. Со неја не само како однос како менторка, туку јас во неја видов и родител, видов поддршка, пријател, каде што можам целосно да се изразам, она што го чувствувам да го искажам како личност која што може да ме сослуша во најтешките моменти, ми даваше поддршка кога ми беше најтешко, ми даваше насоки, ми помагаше во административни процеси. Моето искуство пред беше, пропадната самодоверба, лош живот. Сега е многу на подобро. Животот ми се смена, самодовербата, моите потенцијали се стакнаја. Едноставно, сите ги мотивираме со мојата менторка Ирина преку мојот процес на подобрување на животот. Потребна ми беше за да продолжам напред во животот. Бев срушена, едноставно не знаев од каде да почнам. Како личност, како карактер се изградив, многу посилна сум. Кај сте менторирани лица на почетокот, има одреден степен на недоверба, недостаток, имаат отпор кон промена, имаат ниска мотивација, самодоверба, имаат некои негативни претходни искуства, некои имаат нестабилна емоционална состојба, се соочуваат со социјална изолација и токму тука лежи мојот предизвик најголем. Без разлика дали станува збор за мали промени кои што се во самото нивно однесување, во нивниот став, држење, во говор, размислување или едноставно има само подигнување на мотивација, самодоверба или станува збор за поголеми успеси кои што се поврзани со нивно вклучување на пазарот на труд. Тие промени едноставно ме прават горда на што го работам и свесна сум дека тие промени не се само нивни лични промени, туку се и општествени промени кои што можат понатаму да предизвикаат позитивни промени во околината во која што живееме, во општеството во целина. Веќе имаме мотивирани лица со насневка вратена на лицето, кај некој веќе се забележува финансиска придобивка од активирањето на пазарот на труд која осеќаат и тие и нивните семејства, па и околината. За жал има многу системски бариери кои што во даден момент многу ја отежнуваат работната интеграција на менторираните лица. Од друга страна ги имаме и општествените предрасуди и стереотипи кои што така и тие знаат да направат потешкоти, да направат изолација кај лицата, да има недоверба кон нив, да има дискриминација кога се борат да се вклучат на пазарот на труд. И сето тоа заедно со личните бариери кои што ги поседуваат самите менторирани лица и како го отежнуваат процесот на работна интеграција. Како и секој од нас, менторираните лица имаат свој потенцијал, имаат свои слаби, меѓутоа и силни страни. Тука е многу битна и поддршката од бизнес заедницата, затоа што кај многу лица адаптацијата на работното место е најклучна. Тука треба поддршка да има од самиот работодавач во однос на нивната адаптација, полесна, со цел да имаме успешно вработување. И тука би ги вклучила исто, според мене се клучни и инклузивните практики, политики на локално и национално ниво, кои што според мене имаат голем фактор во тоа да имаме успешна и трајна работна интеграција за едно лице.